Почитувани присутни советници, почитувани гости и представници на општинските институции. По кратката консултација што ја имавме, во која што бев и јас вклучен, ги изнесовме аргументите и дојдовме до следниот заклучок по однос на фактурите за потрошена електрична енергија за уличното осветлување за месец јануари 2023 година, кој што од страна на Евана Груп и Евана Хом се доставени до Енергоприлеп и покрај одлуката што вие како совет ја донесовте за преземање на броилата, враќање односно назад кон општина Прилеп. Имајќи предвид оваа ситуација, ние не можевме во финансискиот сектор да ги прифатиме овие фактури, вака како што се, без одлука на совет, односно заклучок, некој акт со кој што ние ќе преземиме обврската и ќе ги сплатиме трошоци за потрошена електрична енергија за месец јануари. При тоа, за месец јануари обврската за пренос на електрична енергија е кон електродистрибуција ДОЕЛ Скопје, кој што во предлог заклучокот е нотирана. Износот е 679-687, тој не е битен во овој момент за заклучокот. Додека надоместокот за потрошена електрична енергија е фактуриран од друштвото со ограничена одговорност Евана Хом ДОО Скопје во износ од 3.393.496. Имајќи во предвид дека овие фактури идат од различни доели, односно од различни правни субјекти, предложивме кон предлог заклучокот да се додаде покрај електродистрибуција ДОЕЛ Скопје и Евана Хом ДОЕЛ Скопје. Тоа е во предлог заклучокот и во членот 1 од заклучокот, каде што покрај согласно наведените обврски на јавното предпријатие за енергетски дејности Енергоприлеп кон електродистрибуција ДОЕЛ Скопје и Евана Хом ДОО Скопје. Со овие измени и дополнувања, овој предлог заклучок предлагаме да го усвоите за да можеме веќе во наредниот период што овој заклучок стапи во сила да ги измириме обврските кон овие две фирми, правни лица, со цел да не останеме без улично осветление. Во рамките на можноста што ги имавме ние како сектор за финансиски прашања, ги плативме февруарските сметки за улично осветлување со цел да придонесиме, да покажеме добра волја, да не ни биде исклучена на уличното осветление заради неплатените јануарски сметки. Не најдовме и повестите дописи, преписи, ургенции. Последна ургенција ја имаше и градоначалникот во четвртокот кога беше Скопје службено и буквално беше одбиен, не сака да направат една техничка корекција на местото на корисник во фактурата да го внесат на место Енергоприлеп да биде општина Прилеп. Од тие причини, вака предложените измени и усогласени меѓу советничките групи, предлагам да ви прифатат. Ви благодарам. Дали некој друг се јавува за збор по однос на оваа точка? Бидејќи никој не се јавува за збор, ги молам членовите на советот да се изјаснат. Кој е за усвојување на заклучок по однос на фактурите од електродистрибуција ДОЕЛ Скопје, евидентирани на јавното предпријатие за енергетски дејности Енергоприлеп за месец јануари 2023 со вклучени измени технички по однос на заклучокот? Дали е некој против? Воздржани? Констатирам дека со 14 гласови за и 7 гласови воздржан заклучокот е усвоен. По четвртата точка од дневниот ред. Програма за еднакви можности. Пред да отварам претрес, ја повикувам председателка на Комисијата за родова еднаквост, госпоѓица Александра Свечаровска, да поднесе извештајот по однос на оваа точка.
Почитуван председателе, почитувани колеги советници, Комисијата за еднакви можности одржа седница на ден 14.3.2023 година, каде што како точка на дневен ред ја стави програмата за 2023 година, предвидена за оваа комисија. И во оваа прилика сакам да изразам благодарност до председателот на Совет, кој што уште од почетокот на нашиот мандат даде насока истата комисија да се активира и да има подеднаква важност како и останатите комисии. Меѓутоа и благодарност до сите колеги советници кои што го дадоа својот придонес при изработката на програмата која што содржи сет на активности кои што беа резултат на претходна анализа и истражување на одредени фокус или целни групи со цел да понуди еднаквост и придобивки за сите луѓе од сите јавни услуги кои ги нуди општината. Од тие причини, во рамките на единиците на локалната самоуправа на општина Прилеп, во рамките на Советот е предвидено функционирање на Комисијата за еднакви можности, преку која треба да се третираат и решаваат проблемите на сите целни групи кои се предмет и дел на оваа комисија. Оваа комисија во наредниот период ќе реализира семинари, обуки, работилници, дебати, трибини, мобилизирање на граѓани со ист проблем, креирање стратегии, организирање јавни настани за здрав живот и организирање воннаставни активности. Комисијата ќе овозможи преку разни активности да се делува на сите нивоа со тоа што припадниците од овие целни групи ќе бидат вклучени во сите политички, образовни, економски и социјални сфери на локално ниво. Активностите ќе бидат ставени јавно на веб страницата на општина Прилеп со цел сите граѓани да бидат информирани за тајмингот на планираните активности. Програмата е доставена до сите советници со цел да им се даде можност за сугестии со кои истата може да се унапреди или прошири во текот на оваа година. Со таа цел ние членовите ја доставуваме до Советот како точка на дневен ред со цел да се усвои, да се даде можност да се реализираат планираните активности. Ви благодарам. Ви благодарам. Отварам претрес по однос на оваа точка. Дали некој се јавува за збор? Повелете, госпоѓо Симановска. Благодарам, почитуван председателе. Почитуван председател, почитувани советници, сите присутни и почитувани граѓани. Како член на Комисија за родова еднаквост, сакам да истакнам дека програмата за еднакви можности е изготвена за сите граѓани на општина Прилеп и оваа програма е пример за еднаквост и можност со која може да покажеме дека Прилеп може да биде подобро место за живење, а тоа е возможно само ако сите ние еднакво си ја дадеме таа шанса. Во оваа програма се дава можност еднакво да бидат вклучени граѓани од разни целни групи, по пол, занимања, возрасти и слично, во разни програми кои нудат можност за подобрување, спречување на многу негативни влијанија и појави, но и можност за развивање на културата, занаетите, самовработување, заштитата и слично. Целта и намерата е да се вклучат граѓаните, а ние како советници и членови на комисијата со наша заедничка поддршка, одговорност и активности може да придонесеме за нејзино успешно реализирање и ние како коалиција од опозицијата секако дека на оваа програма ќе дадеме целосна поддршка и активност во нејзино реализирање. Ви благодарам. Ви благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Бидејќи никој не се јавува за збор, ги молам членовите на Советот да се изјаснат. Кој е за усвојување на програма за еднакви можности? Констатирам дека програмата е едногласно усвоена. По 5-тата и 6-тата точка од дневниот ред. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на јавното комунално предпријатие Пазари Прилеп за период од 1.10.2022 година до 31.12.2022 година и одлука за усвојување на годишната сметка и извештајот за работењето на јавното комунално предпријатие Пазари Прилеп за 2022 година. Пред да отворам претрес, ја повикувам председателка на Комисијата за финансирање и буџет, госпоѓа Ирена Стариевска-Локвенец, да поднесе извештајот по однос на овие точки. Повелете, госпоѓо Стариевска-Локвенец.
Благодарам, председателе. Комисијата за финансирање и буџет на одржаната седница на 22.3. ја разгледа предлог одлуката за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на јавното комунално предпријатие Пазар и Прилеп за период од 1.10. до 31.12.2022 година, како и предлог одлуката за усвојување на годишната сметка и извештајот за работењето на јавното комунално предпријатие Пазар и Прилеп за 2022 година. На седницата присуствуваше директорот на ова јавно комунално предпријатие, како и лицето кое што е задолжено за изготвување на финансиските сметки, и мораме да констатираме дека и покрај ваква една тешка година ова јавно комунално предпријатие сепак ја завршува во позитива, некоја можеби минимална добивка од околу 18.000 денари, но сепак и тоа е за поздрав, и како и поради тоа овие две денеска одлуки ги доставуваме до Советот на општина Прилеп и бараме истите да бидат усвоени од страна на Советот. Ви благодарам. Отворам претрес по однос на овие точки. Дали некој се јавува за збор? Бидејќи никој не се јавува за збор, ги молам членовите на Советот да се изјаснат. Кој е за усвојување на одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на јавното комунално предпријатие Пазар и Прилеп за период од 1.10.2022 година до 31.12.2022 година? Дали е некој против? Воздржани? Констатирам дека со 15 гласови за и 7 гласови воздржан одлуката е усвоена. Кој е за усвојување на одлука за усвојување на годишната сметка и извештајот за работењето на јавното комунално предпријатие Пазар и Прилеп за 2022 година? Дали е некој против? Воздржани? Констатирам дека со 15 гласови за и 7 гласови воздржан одлуката е усвоена. По 7-та и 8-та точка од дневниот ред, одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на јавното предпријатие за енергетски дејности Енергоприлеп Прилеп за период од 1.10.2022 година до 31.12.2022 година и одлука за усвојување на годишниот извештај за финансиското работење на јавното предпријатие за енергетски дејности Енергоприлеп Прилеп за период од 1.1.2022 година до 31.12.2022 година. Пред да отворам претрес ја повикувам председателка на Комисијата за финансирање и буџет, госпоѓа Ирина Стереовска-Лаквенц, да поднесе извештајот по однос на оваа точка. Повелете. Комисијата за финансирање и буџет ја разгледа предлог одлуката за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на јавното предпријатие за енергетска дејност Енергоприлеп од Прилеп за период од 1.10. до 31.12.2022 година, како и предлог одлука за усвојување на годишниот извештај за финансиското работење на јавното предпријатие енергетска дејност Енергоприлеп Прилеп за период од 1.1. до 31.12.2022 година во присуство на директорот на ова јавно предпријатие. Комисијата за финансирање и буџет со 4 гласови за ги усвои овие точки и како такви ги предлагаме денес на усвојување на Советот на општина Прилеп. Ви благодарам. Отварам претрес. Дали некој се јавува за збор? Повелете, господин Варенски. Почитувани председател и членови на Советот, во однос на јавното предпријатие за енергетски дејности Енергоприлеп Прилеп, според завршната сметка, остварило вкупни приходи од 12.140.023 денари и вкупно расходи од 12.138.178 денари или нето добивка од 1.827 денари. Целокупните приходи на предпријатието се од субвенционирање на општината, а само на исплата на електрична енергија потрошени се 11.835.000 денари. Сакам да направам една ретроспектива на ова јавно предпријатие од денот кога истото е основано, па до денес, со посебен акцент за потребата од неговото понатамошно работење. Јавното предпријатие Енергоприлеп е основано во 2018 година на еден помпезен начин со голема политичка димензија, како предвестник на доаѓањето на гасификацијата во Прилеп,
Во времето на формирањето на предпријатието, примарниот гасовод не само што не беше изграден, туку во тој момент беше завршен само до Кавадарци. За постојањето на секундарен и терцијален гасовод воопшто не стануваше збор. Предпријатието беше промовирано како нешто што Прилеп ќе го направи еден модерен европски град со целосно изградена гасификациона мрежа, што ќе придонесе за подобрување на животот на граѓаните во снабдувањето со енергија, особено за огрев, а воедно ќе придонесе за здрава животна средина и драстично намалување на загадувањето на воздухот. За формирање на предпријатието беше определено лице кое што доби потребни овластувања, Игор Спирковски, да работи на негово формирање. Беше избран управен и надзорен одбор. Овластеното лице кое што требаше да биде иден директор на предпријатието беше временно вработено во општината преку Агенција за времени вработувања и тој договор во неколку наврати му беше продолжуван, а тој во суштина не работеше, бидејќи предпријатието фактички не започна да извршува својата дејност. Ова лице, осознавајќи ја фактичката состојба, само се повлече од јавното предпријатие и заснова работен однос на друго место. Ваквата статус кво состојба траеше цели 4 години. Во 2022 година, како резултат на енергетската криза, сметките за потрошена електрична енергија на општината драстично се зголемија, па така во месец август 2022 година истите достигнаа повеќе од 10 милиони денари за тој месец. Со ова се појави потреба од пронаоѓање начин како овие издатоци, кои што значително го товарија буџетот на општината, да се намалат. Од овие причини се пристапи кон активирање на работата на ова јавно предпријатие, кое што како корисник на електрична енергија со помалку вработени ќе плаќа струја по повластена цена. Се изврши промена на статутот на ова јавно предпријатие на начин што се прошири неговата дејност и се именува вршител на должноста директор. Истовремено, на Енергоприлеп беа пренесени броилата на општината. Сметам дека ова беше правилен и неопходен потек, бидејќи на ваков начин сметките на електрична енергија драстично се намалија, па така за сите 3 месеци, октомври, ноември и декември 2022 година, за потрошена електрична енергија исплатени се вкупно 11 милиони и 835 илјади денари, што е значително помалку од претходниот период. Но за жал, со одлука на владата, на општините воопшто им е забрането да плаќаат електрична енергија на овој начин, заради што се задолжени повторно да ги превземат електричните броила на свое име и струјата да се фактурира на име на општината. Заради ова, Советот со одлука од 29.12.2022 година ги врати сите броила на име на општината, заради што го извести Евана со допис. Сега, почитувани колеги од опозицијата, го поставувате прашањето за работата на ова јавно предпријатие во Иннина, повикувајќи го директорот лично да отстапи, а предпријатието да се стави во некаков вид на мирување. Доколку ме прашувате мене лично како правник, јас сметам дека ова предпријатие треба да продолжи да работи. Зошто? Па еве да ве прашам, например, што доби општината што тоа истото беше оставено во мирување, во еден вид на хибринација и мируваше цели 4 години. Од друга страна, основните трошоци за неговата сегашна работа се минимални и се минорни за една општина како што е нашата. Понатаму, членовите на управниот и надзорниот одбор се откажаа од правото за надоместок за учество на седниците. За ваша информација, во тек е изработка на систематизација на работните места, кое што е основен предуслов за неговата работа. Во месец април или мај истекува договорот за одржување на уличното осветлување, кој што го има склучено на општината со надворешно правно лице, па би можело оваа дејност да ја пренесеме на ова јавно предпријатие, со што би заштедиле значителен износ на средства во буџетот. И на крајот, може би најзначајната дејност која што во перспектива ова јавно предпријатие би можело да извршува. Во понеделникот во истата оваа сала беа промовирани 4 многу значајни проекти на општината, меѓу кои беше изработка на проекти за поставување на обновливи извори на енергија, фотоволтаици на објектите, односно земјиштето, сопственост на општината. Како носител на овие проекти во блиска Инина,
беше наведено јавното предпријатие за енергетски дејности Енергоприлеп. Од овие причини јас сум уверен дека ова предпријатие успешно ќе работи во иднина, бидејќи енергијата е нешто во кое што вреди да се вложува. Ви благодарам. Ви благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Бидејќи никој не се јавува за збор, ги молам членовите на Советот да се изјаснат. Втора година од 31.12.2021 година. Дали некој против? Воздржани? Констатирам дека со 14 гласови за, 7 гласови против и 1 глас воздржан, планот, одлуката е усвоена. Кој е за усвоење одлука за усвојување на годишниот извештај за финансиското работење на јавното предпријатие за енергетски дејности Енергоприлеп за период од 1.1.2022 година до 31.12.2022 година? Дали е некој против? Воздржани? Констатирам дека со 14 гласови за, 7 гласови против и 1 глас воздржан, одлуката е усвоена. По 11-та и 12-та точка од дневниот ред. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на јавното комунално предпријатие Комуналец Прилеп за период од 1.10.2022 година до 31.12.2022 година и одлука за давање одлука за усвојување на годишната сметка извештајот за работењето на јавното комунално предпријатие Комуналец Прилеп за 2022 година. Пред да отворам претрес ја повикувам председателка на Комисијата за финансирање и буџет, госпоѓа Ирена Стереовска-Локвенец, да поднесе извештајот по однос на овие точки. На одржаната седница, Комисијата за финансирање и буџет ја разгледа предлог одлуката за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на јавното комунално предпријатие Комуналец Прилеп за период од 1.10.2022 година до 31.12.2022 година, како и одлуката за усвојување на годишната сметка и извештај за работењето на јавното комунално предпријатие Комуналец Прилеп за 2022 година. На седницата присуствуваше директорот на ова јавно комунално предпријатие заедно со неговиот тим финансиски работници и детално ги образложија овие две одлуки кои што денес ги разгледуваме и со 4 гласови за, Комисијата за финансирање и буџет му предлага на Советот денеска да ги усвои овие точки. Благодарам за извештајот. Отворам претрес по однос на овие точки. Дали некој се јавува за збор? Бидејќи никој не се јавува за збор, ги молам членовите на Советот да се изјаснат. Кој е за усвојување на одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на јавното комунално предпријатие Комуналец Прилеп за период од 1.10.2022 година до 31.12.2022 година? Дали е некој против? Воздржани? Констатирам дека со 14 гласови за, 7 гласови против и 1 глас воздржан, одлуката е усвоена. Кој е за усвојување на одлука за усвојување на годишната сметка и извештајот за работењето на јавното комунално предпријатие Комуналец Прилеп за 2022 година? Дали е некој против? Воздржани? Констатирам дека со 14 гласови за, 6 гласови против и 2 гласови воздржан, одлуката е усвоена. По 13-та, 14-та, 15-та и 16-та точка од дневниот ред. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на јавното предпријатие за просторни урбанистички планови Прилеп за период од 1.10.2022 година до 31.12.2022 година. Одлука за усвојување на годишната сметка и извештајот за работењето на јавното предпријатие за просторни урбанистички планови Прилеп за 2022 година. Одлука за давање согласност на одлуката за распоредување на добивката остварена по годишната сметка на јавното предпријатие за просторни урбанистички планови Прилеп за 2022 година и заклучок за давање овластување за подпишување на колективен договор за уредување на правата и врските од работен однос на вработените во јавното предпријатие за просторни урбанистички планови Прилеп. Пред да отворам претрес ја повикувам председателка на Комисијата за финансирање и буџет, госпоѓа Ирена Стереовска-Локвенец и председател на Комисијата за статут и прописи, господин Дарко Андреевски, да поднесат извештај по однос на овие точки. Повелете, госпоѓа Стереовска-Локвенец.
На одржаната седница на Комисијата за финансирање и буџет беше разгледана одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на јавното предпријатие за ПУП Прилеп за период од 1.10. до 31.12.2022 година. Беше разгледана исто така одлуката за усвојување на годишната сметка и извештај за работењето на јавното предпријатие за ПУП Прилеп за 2022 година. Исто така беше разгледана и предлог одлуката за давање согласност на одлуката за распоредување на добивката остварена по годишна сметка за јавното предпријатие за ПУП Прилеп за 2022 година. На комисијата присуствуваше директорот на ова јавно предпријатие, кој што навистина детално и темелно ги образложи точките кои што беа ставени на разгледување и со оглед на тоа што е предпријатие кое што презентира и добивка, како Комисија за финансирање и буџет, предлагаме денес Советот да ги усвои овие точки. Благодарам. Благодарам. Повелете господин Андреевски со вашиот извештај. На денешната комисија за статут и прописи, единствена точка на дневен ред беше предлог заклучок за давање на овластување за подпишување колективен договор за уредување на правата и врските од работен однос на вработените по јавното предпријатие за просторни урбанистички планови. Согласно правилникот за постапката за доставување и регистрација на колективни договори и нивните измени во Министерството за труд и социјална политика е потребно Советот да го овласти во конкретниот случај председателот на управниот одбор да го подпише овој колективен договор. Колективниот договор ќе биде подпишан помеѓу јавното предпријатие од една страна и репрезентативните синдикати, а тоа се УПОС и ССК, тоа е Синдикатот за комуналните дејности. Комисијата едногласно му предлага на Советот овој заклучок да биде усвоен онака како што е предложен. Ви благодарам за извештаите. Отварам претрес по однос на овие точки. Дали некој се јавува за збор? Бидејќи никој не се јавува за збор, ги молам членовите на Советот да се изјаснат. Кој е за усвојување на одлука за давање согласност за тримесечниот извештај за финансиското работење на јавното предпријатие за просторни урбанистички планови Прилеп за период од 1.10.2022 година до 31.12.2022 година? Дали е некој против? Воздржани? Констатирам дека со 14 гласови за и 7 гласови воздржани одлуката е усвоена. Кој е за усвојување на одлука за усвојување на годишната сметка извештајот за работењето на јавното предпријатие за просторни урбанистички планови Прилеп за 2022 година? Дали е некој против? Воздржани? Констатирам дека со 14 гласови за и 7 гласови воздржани одлуката е усвоена. Кој е за усвојување на одлука за давање согласност на одлуката за распоредување на добивката остварена по годишната сметка на јавното предпријатие за просторни урбанистички планови Прилеп за 2022 година? Дали е некој против? Воздржани? Констатирам дека со 14 гласови за и 8 гласови воздржани одлуката е усвоена. Кој е за усвојување на заклучок за давање овластување за подпишување на колективен договор за уредување на правата и врските од работен однос на вработените во јавното предпријатие за просторни урбанистички планови Прилеп? Дали некој против? Воздржани? Констатирам дека со 21 глас за и 1 глас воздржан заклучокот е усвоен. По точките од 22 до 37 точка од дневниот ред кои се однесуваат на завршните сметки на основните и на средните училишта, пред да отворам претрес, ја повикувам председателка на Комисијата за финансирање и буџет, госпоѓа Ирена Стеревска-Локвен, за поднесе извештајот по основните точки. Комисијата за финансирање и буџет на одржаната седница на 22.3 ги разгледа следниве одлуки. Одлука за усвојување на годишните сметки на основното училиште Блаже Конески Прилеп.
Одлуката за усвојување на годишните сметки на Основното општинско училиште Гоце Делчев Прилеп, Одлуката за усвојување на годишните сметки на Основното општинско училиште Добре Ивановски Прилеп, Одлуката за усвојување на годишните сметки на Основното општинско училиште Рампо Левката Прилеп за 2022 година, Одлуката за усвојување на годишните сметки на Основното општинско училиште Круме Волнаровски, село Тополчани Прилеп за 2022 година, Одлуката за усвојување на годишните сметки на Основното општинско училиште Страшо Пинџур, село Мало Конјари Прилеп за 2022 година, Одлуката за усвојување на годишните сметки на Основното општинско училиште Кирил и Методи, село Канатларци Прилеп за 2022 година, Одлуката за усвојување на годишните сметки на средното училиште Кузман Јосифовски Питу Прилеп за 2022 година, како и Одлуката за усвојување на годишните сметки на средното општинско училиште Ристески Ричко Прилеп за 2022 година. Во присуство на директорите на средните и основните училишта ги разгледавме годишните сметки на истите и како Комисија за финансирање и буџет со 4 гласови за предлагаме денес Советот на општина Прилеп да ги усвои завршните сметки на овие средни и основни училишта кои што ги наведов. Благодарам. Благодарам. Отворам претрес по однос на сите овие точки. Повелете, господин Китановски, имате право на збор. Почитувани колеги советници, почитувани директори на средните општински училишта и основните училишта од територијата на општина Прилеп. Во мојата дискусија по однос на завршните сметки за основните и средните училишта би дискутирал генерално за сите, барем за овие во делов што се на денешната седница поставени на дневен ред. Веројатно таа дискусија ќе биде и со дел од останатите, но тоа ќе го разгледаме за останатите училишта на наредната седница. Од завршните сметки во делот на инвестициите во образованието, односно капиталните расходи за капиталните инвестиции за 2022 година, во делот на блок дотациите, може да се види дека се реализирани само 20,6 милиони денари или само 49% од оние планирани 41 милион денари. Во основното образование реализирани се капитални расходи од 11,3 милиони денари, а во средното само 8,3 милиони денари. Значи, за изминатата година можеме да заклучиме дека е многу малку направено во делот на некои капитални инвестиции, како во основните, така и во средните училишта. Дискутиравме на вчерашната Комисија за финансирање и буџет, каде што дел од директорите презентира некои работи кои што ги имаат направено во основните и средните училишта, али тоа генерално не е некоја капитална инвестиција, тоа се тековни работи кои што и нареднава година и оваа година треба да ги реализирате. Како локална власт, изминатата година се посветивте исклучиво во неколку училишта да ги разрешите директорите кои успешно раководеа со тие училишта. Посебно, почитувани советници, беше силен притисоко врз претходните директори за делот околу организираниот превоз за ученици во средните училишта, кој се однесуваше за периодот од септември до декември 2021 година. Една работа околу тој превоз нека ви биде начисто. Тие претходни директори, заштитувајќи се себе си од незаконското работење, штитејќи ги интересите на училиштата и општината, ги добија споровите пред судските институции и по правосилноста на судската пресуда, износот, кој не е исплатен по тие спорови, остана на сметка на општина Прилеп, односно на сметка на училиштата.
Тој износ не е мал, некаде околу 15 милиони денари, односно 250.000 евра. Сега, дали незаконско работеле тие директори, проценете сами, а судските институции тоа го докажа. Ако зборуваме за незаконско работење, коректно е да се погледнете вие директори, сите околу вас, и колку од вас се повтор, трет пат вршители на должност директори, или по 2-3 пати беа до распишувањето на оглас. Но одговорноста за таа работа секако не е ваша, таа е и на градоначалникот. Во делот на директорите на средните училишта, колку од нив и по кој закон склучивте по 2 анекс на договори за организиран превоз на ученици? За договор кој што заврши на 30 декември минатата година, склучивте еден анекс, повторно склучивте во оваа фискална година уште еден анекс. Зборуваме за постапка која не можевте навреме да ја спроведите за објавување на јавна набавка, а вашите констатации не на оваа седница, на претходната седница на Комисијата за финансирање и буџет, беа дека тоа се должи на ненавременото добивање на согласност за објавување на јавна набавка за организиран превоз на ученици. Очекувам училишните одбори во овие училишта да се позанимаваат и со оваа работа, а не истите тие училишни одбори да вршат притисок како врз до вчерашната директорка на Средното општинско училиште Ѓорче Петров и да бараат нешто што не можат да најдат. Да не ги гласаат завршните сметки, за кои доколку имаше неправилности во нив, има институции кои што ќе се занимаваат со таа работа. Инаку како податок на сметката 787, еве конкретно, во ова училиште, знаете вие сметката за самофинансирачки активности, истата таа директорка остави салдо од 2,5 милиони денари. Знаете колкав е износот, сите сте директори, 2,5 милиони денари за едно училиште на сметка од самофинансирачки активности. По барање, сега полнос за средни училишта, по барање на дел од родители на ученици од трета година, морам и ова да го спомнам одговорница, во средните училишта, меѓу кои сум јас како родител, морам да продискутирам и за екскурзиите кои треба да ги спроведите, кои се во годишните програми во средните училишта за учениците од трета година. Жално е, почитувани директори, втора година да не можете таа постапка да ја завршите, која е предвидена согласно правилникот за изведување на екскурзии и исклучиво не го применувајте и најлесно ќе биде така. Оставете ги родителите во таа комисија, од Советот на родители, кои што се 3 члена, оделенските раководители, нека се истераат работата. На крајо би поставил едно прашање до почитуваната директорка, се надевам дека е тука од Средното општинско училиште Ристе Скиричко. Да, Цветанка Георгиевска бевте. Почитувана директорка, минатата година во месец март бевте именувана за вршител должност на ова Средно општинско училиште. Прашањето ми е, од месец март па до крајот на учебната година, вие во тоа Средно општинско училиште бевте вршител на должност директор, бевте професор, бевте во исто време и оделенски раководител. Од кои причини не ангажиравте наставен кадар за да ве замени вас? Која плата вие во тој период ја земавте? И ако била добра праксата, зошто не продолживте во понатамошниот период, ако сте толку успешен менаџер? Се надевам немојте оправдување да ми дадете околу дефицитарноста или наставниот кадар, бидејќи сигурно има и несоодветни кадри ангажирани во останатите училишта, како професори по вашиот предмет, не знам, физика, што предавате. Толку околу ова работа. Благодарам.
Ви благодарам. Одговор, чувајте. Повелете се одговор. Добар ден. За тоа дека сум назначена како ВД директор точно на вчерашниот ден, на 22.3. и точно измина една година и еден ден до сега. Меѓутоа, зошто немам положено, тоа треба да ја прашате сегашната ВД директорка на Државниот испитен центар, бидејќи ние обуките ни се завршени во јануари, а од тогаш до денеска не ни е дадена ни тема за семинарска работа. А тоа е според нивниот закон дека треба тие во рок од 8 дена од последниот поднесен извештај на обучувачите, тие да ни дадат семинарски за да ја почнеме постапката за полагање на испит. За анексите може да ви кажат носителот на јавната набавка, меѓутоа во моментот директорот од Хемиското училиште од Орде Чопела не е тука. Инаку, околу анексите, да, точно е дека направивме 2 анекси и тие беа според закон, а тоа се потврди во постапката која што се водеше. За тоа дека работев како професор по физика, работев, бидејќи немаше кадар кој да ме замени. А за да не останат учениците без оценка, заради тоа што предавам во 10 класа и бев воедно, да, и класен раководител на паралелката прва 8, спортска гимназија, јас работев и успевав, па не знам колку сати останував на работа, можеби по 12-13 часа на работа, и земав плата како директор. Како ВД директор. Која што се уште сум како ВД директор. Класно раководство не земав, земав плата само како ВД директор. Јас имам толку да кажам. Добро, ви Ако благодарам. имате некое прашање, поставете повтор. Повелете дополнително. Околу вашето полагање во Државниот испитен центар не беше предмет моето прашање тоа, ама градоначалникот и училишниот одбор во вашето училиште треба да ги почитува законските прописи. Значи има рок предвиден во Законот за средно образование кога треба да се распише огласо, во рок од колку денови добивате согласност од градоначалникот за распишување на оглас. Кај пишува директорке дека вие треба да положите за директор под дефолт, вас ви следува тоа место тамо, па да бидете вие директор. Не е тоа кибицирано, маркирано за вас. Проблем е во почитување на закон за средно образование, кај што се предвидени рокови за распишување на огласи. Не пишува дека вршителот на должност треба да положи во Државниот испитен центар испит за директор, па да се распише оглас. Нема смисла стварно. Благодарам. Повелете, госпоѓо Белеска. Почитувани председател на Совет, колеги советници, останати присутни. Бидејќи се отвори дискусија на оваа тема, би сакала да го разгледаме заедно работењето на претходната директорка на Средното основно училиште Ристе Ристевски Ричко. Во нејзиниот мандат имаше само еден тендер за реконструкција на санитарните јазли за наставниците и по една вертикала за учениците во 2019 година. Но
на основниот договор се прават два анекси за негово проширување и вредноста нормално се зголемува. Имаме предмет со пресметка за реконструкција на санитарните јазли од 3.579.470 денари. Согласност е барана на 2.850.000 денари. Договорот е со вредност од 2.664.000 денари. Пред да е склучен договорот, има барање за промена на ВЦ шолји со чучавци кои се поскапи, 650 денари без ДДВ. Прв анекс на договор има за дополнителни 89.964.000 денари без ДДВ или 106.157 денари на 13.2.2019 година. Втор анекс на договор на 14.2.2019 година исплатени се 347.546 денари. Трето, за непредвидливи трошоци работи има побарување од 241.388 денари. Надзор извршил Благоја Богоевски, подпиша на извештајот на 12.9.2019 година. Инспекцијски надзор бил присутен во училиштето, извршено 14.3.2023 година и во записникот стои дека ВЦА-та кај учениците што толку направени не се соодветни спрема законите и дека таваните на ВЦА-та кај учениците биле повторно за реновирање, значи залудно потрошени пари. Исплатени 250.000 на адвокат. Проблеми со превозот на учениците, нарушена работна атмосфера во училиштето, постојано расправање со колегите, чекање со денови за подпис на свидетелства и дипломи, немање време за состаноци со колегите. Распоредот за учебната година е посебна приказна. Во 2020-2021 година се прави распоредот ден по ден. Значи конфузија од часови, прескокнување на часови или додавање на нови часови на наставници. На крајот на учебната година ангажирани се две надворешни лица за да го направат распоредот, на кого им се исплатени на секој по 15.000 денари, а претходно сосем друго лице вработено во училиштето го правил распоредот во претходните години. Значи, да видиме каква е работата на претходната директорка. Благодарим. Благодарам. Повелете, господин Мариновски, реплика. За збор? Се извинувам. Повелете за збор. Има нека реплика? Не, сватив дека е реплика. Се извинувам. Благодарам, председателе, почитувани присутни. Колешке, немав намера да зборувам, ама малку ме испровоциравте, сакавте да подсетите на нешто од порано. Сега аз ќе ве подсетам вас. 10-та седница, 15.4.2022 година. Како започна и како течеше? Овде во овој сувет. Започнавме со јавен линч против директорката на Ѓорче Петров. Најпрви започнавме зошто во една паралелка имало 17 ученици. Сега во моментов има во Кире Гавриловски во една паралелка 16, во Гоце Делчев има 9. Никој од вас не стана да го постави тоа прашање. Тогаш поставувавте, ја линчавте директорката. Потоа продолживте со личниот интегритет на директорката Петра. Дали имало образование, немало образование. Постапката покажа дека била соодветна. Никој не излезе од вас овдека доблесно да се извини на директорката. Потоа продолживме со линчот над Бараковска. Зошто примила повеќе 7 ученици? Беше прашањето од колешка. Да не требаше тополчани да ги пратиме од Точила децата. Таму да уче. Оти таму се помалце па да збијаме паралелката. Зошто ги примила? Пак после продолживме со напад на директорката Петра. Зошто дозволувала да се преместуваат ученици во втора година од една паралелка во друга паралелка?
Требаше ние да му кажеме на родителите, на учениците, дали треба да законски можно е. Тие сакале да се преместат од физиотерапевт во медицинска сестра или било како, небитно. Зошто вработен направил интернет мрежа, кој требаше да направи, ако не вработениот? Дали знаете дека сега кај вас во едно основно училиште на распишан тендер има промена на сијалица, а вработен имате хаусмајстор. Училиштето плаќа посебна фирма да ја смени сијалицата во неговото училиште. Зато не прашувате. После имавме за превозот на учениците. Според вас требаше да ги оставиме учениците заради законските норми. Еве, колегата Китановски ви објасни конкретно дека директорите ги добиваат судските спорови. Вие овдека ги линчавте за незаконско работење. Пред некој време на сличен начин вие го обезбедивте превозо. Зборувам како мнозинство, не конкретно вие, да не ме сватите погрешно. Вашите директори на сличен начин со склучување на анекси, бидејќи нема легитимен тендер за превоз. Ама ние не се побунивме. Затоа што децата треба да бидат превезени до училиште. После излеговме со малце поинтересни прашања. Зошто имало групна набавка за нафта? Зошто училиштата и покрај групната набавка дополнително набавувале? Затоа што потрошили нафтата. Јас ги имам запишано имината која советничка што има прашувано и кој советник. Само не сакам сега да одиме на тој принцип. После излезе друга советничка што се набавило за ситен инвентар. 300 нешто илјади денари беа. Ниту еден од вас денеска не излезе да ги праша директориве, абе колку моливи купи ти, колку наливи купи, дали виша купи или не. Сите се чутите сега. Ама сега се вашите директори. И сега леле, добро е. Ама тогаш беше по наредба линч и нема проблем. Продолживте. Прашање имаше за поправките на гимназијата. Зошто се поправила гимназијата? Што треба да се прави на 60-70 години објект? Да не се поправа? Да го оставиме да течи, да падне, не знам. После имавме за јолуците во Добре Јовановски. Ниту еден од вас не излезе да постави прашање. Веќе имате можност на наредната седница за оградата во Климент колку метра е или за оградата во Кире Гавриловски. Не сум против за оградата, да не ме сватите погрешно. Ама никој од вас. А тогаш за метражата на јолуците разговаравме. Колку метра јолук имало во Добре Јовановски? Сменет. Добро, услуга, небитно. Ми сега е услуга. Оградата некоја е вратена назад, некоја останата истата, небитно. Ама така систематски никој од вас денеска немате излезено со тефтерчината како што дојдовте тогаш и да кажете како е. Никој од вас не поставивте прашање. На минатата седница колешката Симоновски имаше еден емотивен настап и тогаш се повикувавте на институции, дека треба институциите да си го решат проблемот. И се согласувам, точно е, институциите треба да си го решат проблемот. Ама тогаш, овдека, еден советник излезе и рече, ние сме институцијата кај што треба основните и средните училишта да поднесуваат извештаи, ние сме институциите, нас треба да ни кажете за нафтата. Еве, институциите си го кажаа зборот. Тогаш беше целенасочено. Мора секој еден директор остана од претходната власт да биде линчан. Како не? Па за ниеден од вашите не поставивте прашање. Тогаш не поставивте. И сега не поставувате. Искрено жалам што ниту еден од вас не собра храброст да ги пофали тие директори, да кажи дека во Ѓорче Петров се смени фасада, во Блаже Конески се смени фасада, во Кире Гавриловски добија спортска сала, да речите секоја чест на вашето работење, на проектите кои поднесовте за таа работа, секоја чест. Никој од вас не собра храброст за тоа да ги пофали.
Многу сум испровоциран од една друга работа и затоа и овој говор тогаш го спремав на еден портал многу близок на вашата политичка партија или оној кој ги промовира вашите политички ставови. Промената на директорката на Ѓорче Петров беше најавена како промената на последниот мохиканец. Сега сметате дека е фер према овие директори утре тие да ги нарекува некои мохиканци? Никој од вас, а и од нив, не излезе да го осуди тој чин, да речи ние се оградуваме или сметаме дека не треба да има, или некаков политички став да се каже дека директор на било кое училиште не треба да биде навредуван на тој начин. Мислам дека и колегата Китановски добро ви кажа. Директорката Петра и го реновираше училиштето, и пари остае на сметка, а никој од вас не излезе да ја заштити барем во личниот дел, во личниот интегритет. На директорите на училиштата ќе им собратам лично. Пред неколку седмици јас овдека на колегите му ја цитирав една поема од Мартин Нојмлер. Да. И сега ќе ви ја повторам и вас. Таа оди вака, таа се вика кога тие дојдоја. Кога дојдоја социјалистите, немаше кој да зборни, затоа што не бев социјалист. Кога дојдоја по комунистите, не реков ништо, ти не бев комунист. Кога дојдоја по евреите, не реков ништо, ти не сум евреин. Кога дојдоја по мене, немаше кој да зборни за мене. Директори на училишта, јас ве замолувам вие да бидете обединети по ова прашање и политичките ставови да ги држите надвор од училиштата, небитно кој ве назначува. Ако денеска молчите за Петра, утре за вас кој ќе зборува. Еве гледате, тие молчат за Петра. Официјално, Советничката група на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата го осудува секој чин на лична дискредитација на било кој директор на основно и средно училиште. Го задржуваме правото да ја коментираме нивната работа, односно нивното неработење. Благодарам. Ви благодарам за повелете реплика господијо Силјановска, после господине Николовски. Збор сакате? Добре. Колега Мариновски, индиректно бев повикана за линчот, според вас, на директорката на средното училиште Ѓорче Петров. За жал го толкувате линч фактот со кој што настапив со докази. Имавте писмени докази, презентирани беа, начинот на кој што претходниот директор Страшо бил разрешен и како вашата директорка понатака била именувана како ВД директор, па изборот на директор. Јас бев таја што прозвав во поглед на образованието. Само чинам дека имате недостигна информација. Само да ве информирам дека училишниот одбор, спомнавте институции и инстанции, се обрати до УКЛО и до Високата медицинска школа во поглед на толкување на образованието и дали таја исполнува услови согласно законот. Јас ги имам и тие документи, само можам кратко да ви кажам дека според законот, како степен кој што е обврска да го има еден директор е 240 кредити академски студии и се изјаснија дека се останато 180 прв циклус стручни студии не може да имаме акумулација на останатите 60 од втор циклус. Законот изрично стои дека треба да има 240 кредити академски студии на прв циклус. И уште нешто, за да имаме подобро толкување на образованието и дали таја исполнува услови согласно закон, беше побаран елаборатот на Високата медицинска школа, во кој што елаборат има јасно објаснување кадрите кои што стекнуваат одредени дипломи, со кои квалификации и каде одговараат да работат во одредени институции. Никаде не стои дека се исполнети условите од аспект на образовниот процес да биде некој директор со тоа стекнато звање. Единствено, од аспект на образовниот процес,
Таа директорка има право да биде професор по пракса. Слободно можете, ги имате документите во училишниот одбор. Само можам да ве информирам, ако сакате чисто, кога се тие доставени од единицата на универзитетот. Само една секунда. Значи, од Високата медицинска школа истите се доставени на 2.2.2023 година и се заверени со архивски број 08/134/3, а исто така и од ректоратот имате изјаснување кое што е од 1.2. Што значи, ако гледаме на нештата стигнале до ректоратот, ректоратот ги упати до Високата медицинска школа, тие се изјаснија и исто така ректоратот достави изјаснување во поглед на образованието. Па тогаш, колега Мариновски, линче, или пак да ве прашам, некој што не исполнувал законски услови, а води директорско место и носи одлуки, тие одлуки се ништовни или исправно правни? Толку имав да ви кажам. Благодарам. Повелете контрареплика, па вие, колешке Стариевска Локвенец. Толкова законно? Колешке, Државен просветен инспекторат или институцијата која го следи работењето си го кажа своето. Си направи записник и рече дека нема основ за разрешување. Бараме институциите да се почитуваат и сега... Ајде сега. Не молам, не дофрлајте од место. Значи, си го кажа своето Државен просветен инспекторат. И жалам што не разбравте поентата на моето говорење. Продолживте пак истото. Јас намерно избегнав да го прозивам. Ве молам од место да не се. Намерно избегнав да го прозивам секој советник кој што прашувал тогаш, а сега молчи. Отина излаговте за Ристе Скиричко како што излезе нашиот колега да видите за истава ситуација, зошто директор и предава и е директор и сите ти работи. Отина излаговте. Ве молам. Ајде се. Ве молам. Во ред. Јас имав друга поента на говорењето, вие упорно сакате и понатаму да продолжите за директорката до последно. Еве ја разрешивте, сега што уште. Целта на мојот говор беше друга. Жалам што не ме разбравте. Благодарам. Благодарам. Повелете реплика Стариевска Локвенец. Колега Мариновски, како велите? Битно, небитно? Ве молам. Колега Мариновски, како велите, ве слушнав во вашиот збор? Битно, небитно? Па многу е битно. Да ви кажам, знаете што? Колку време немаат распишано за полагање на директорски испит? Знаете колку време? Па зошто прашува тогаш колегата Китановски? Зошто по втор пат, по трет пат, не знам, се добива ВД директор на основните училишта? Па дајте прашајте таму каде што треба да прашате. Зошто долго време, 3 или 4 месеци, не знам, директорите можат да ме и година, еве ми сугерираат од редовите. Немаат распишано за полагање на директорски испит. Зошто се одолговлекува тоа? Зошто постојано централата, каде што може да кочи, локална? Зошто? И не може да речите небитно. Битно е тоа, затоа што доколку има распишано оглас за полагање на директорски испит, за време на ВД мандатот од 6 месеци, најверојатно директорите ќе ги имаа положено тој испит и немаше да има потреба да бидат назначувани по втори или трет пат за ВД директори. Велите за порталиве, па ние не сме должни овдека да коментираме за секој портал кој што зборува, па нити вие нас не браните кога некои портали не напаѓаат. Да влеземе во таква ситуација? За Ѓурче Петров денеска зборуваме и покрај тоа отворивте тема и покрај тоа што не е на дневен ред
точката за училиштето Ѓорче Петров, меѓутоа знаете дека финансиските сметки на ова училиште не се усвоени од страна на училишниот одбор. Причини сигурно има. За тоа дали е по наредба наша, јас не знам од каде ви се тие инсайдерски информации, мислам дека навистина не ви се точни. Не ви се колега точни. И знаете што? Сакате да ја пофалиме вашата директорка Петра Лукареска, Бардаковска, ја спомнувате за Блаже Конески, зашто да ги пофалиме? Дека ги направиле фасадите со средства од МОН? Па да ви кажам, во 2022 година, дека еве пример, ќе го спомнам, училиштето, основното училиште Рамполевката, има аплицирано за проект во МОН за термофасада, проектот во вредност некаде 6 милиони денари. Знаете колку му добија? 10.000 денари. 10.000 денари на проект од 6 милиони денари. Па зошто? Затоа што МОН го кочи тој да не ја направи фасадата, за да ви дава простор овдека вие денеска материјалот да зборувате. Зошто? Затоа што нема друго што да кажете. На комисија вчера кога разгледувавме, кога директорите кажуваа што има сработено, сакавте да го релативизирате нештото. Тоа било ситно, тоа било не знам што. Па за ова за крупно не сака МОН да даде повеќе средства. Толку е основниот буџет за 2022 година. Толку можеше да се направи со тоа, толку колку што можеше. Навистина ги доопремија кабинетите онаму каде што имаше потреба. И не може да кажувате дека не е битно. Битно. Ви благодарам. Повелете контрреплика. Изгледа и вие не ме разбравте. Абе, не ви отворив јас тема Ѓорче Петров, туку ви кажував како се одвиваше седницата и како вие се однесувавте. А денеска молчите, то сакав да ви го пренесам. Вие не излеговте како тогаш, абе, дали купи ти 10 моливи, дали купи наливчина, шо праеше со овие 20.000 денари. Така треба да ги прашуваме. Да го прашаме дали доволно хартија набавил или не набавил, или колку професори има или нема. Втора работа, околу испитите, имате 3-4 назначени директори. Зошто вашиот градоначалник па за назначување за на трансформација, таа комисијата што беше на работниот однос, колку време не ја свикуваше комисијата? И кај пишува па дека во образование мора да биде директор од ВМРО, па да мора тие да положа за испитите? Немаше други што исполнува услови. Ама не, вие сакавте партиски, овој мора да биде. Па назначете други дури да положат. Оти не назначивте. Се зборуваме за образование на места, за нашите деца разговарам. На места кај што не треба воопшто да има политика. Сега, и за Добре Јовановски, ајде не разводнуваме, фала. Ви благодарам. Повелете, господин Николовски, имате право на збор. Почитувани колеги, излегуваат овдека и кажувате дека малку пари биле вложени во образованието. Значи, 2022 година во основно и средно образование се вложени 20 милиони денари. До негде се согласувам со вас, прибидејќи колку и да се вложува во образованието е секогаш малку и континуирано треба повеќе средства да вложуваме во образованието, но јас очекував од вас да излезете на говорница и да зборувате за суштинските проблеми во образованието. Дали знаете дека основната дејност во образованието е воспитно-образовна? Почитувани колеги, оваа неспособна власт на централно ниво, каде што спаѓате и вие, нема обезбедени учебници за учениците, па наставниците, директорите и учениците мака мачат да обезбедат соодветен материјал. Па и тие неколку учебници кои ги испечативте се со еден куп грешки, внатре е сето весела географија. И на крај излегува министерот да не утеши и не вика дека ако 1/3 од учебникот е погрешен, ќе биде повлечен. Мислам дека колегата Мариновски зборуваше сега, значи стварно образованието е, сите треба да се грижиме за нашите деца немаат учебници.
Почитувани колеги, направивте тотален хаос во образованието. Излагувате и критикувате. А очекувам, како што се грижите овдека за подобрување на условите на учениците, ќе се погрижите и ќе побарате одговорност од вашите предпоставени и вашите министри за овој хаос што го направија во образованието. И на крај, дали некој треба да биде директор или не треба, претходно зборувавме, си има државен просветен инспекторат и треба, да, ама доколку имало неправилности, значи до сега ќе било реагирано. Ве благодарам. Не Игна Александар. Чекай, извини, реплика, Збор беше. Да. Повелете господин Мариновски реплика, а после Китановски. Колега, јас не спомнав малку пари во образованието. Извини, јас мислев дека мене ми реплицираш, затоа и го прашав председател. Убаво кажавте, воспитно-образовна дејност. А вие демонстрирате политика во воспитно-образовни институции. Не назначувате директори со лиценци со сите тие работи, назначувате континуирано ведина, во ред. Не викам дека не треба да иде, не викам дека не се мислам дека се некомпетентни луѓе. Тука не навлегувам во нивната стручност. Ирена, вие ветувавте дека сече смените, бе. Вие ветувавте, не јас. Вие ветувавте дека ќе бидите поразлични. Зато колегата Јовановски убо не шиканира после дека Мурто и Курто седни едни стани другиот. Ако ние сме грешеле, зошто вие грешите сега? А не вие сте совршени, алал да ви. Хаос во образованието. Колега, повеќе говорот ти беше за централна власт отколку за локална. Ви имам неколку пати кажано, ние разговараме овде за локална власт. Ако имате нешто, слободно обратете се до централна власт, направете пресконференција, кажете вашите проблеми во вашата институција, таму кај што работите како наставник, кажете ги, обратете се до владата. Ние овдека разговараме за општина Прилеп. Буквално за работењето на општина Прилеп. Нас не плаќаат граѓаните на општина Прилеп. Од нивниот буџет ние земаме плата. Така да ве молам, концентрирајте се за ова за што сме платени. Секој ако се брка сопствената работа, поефективни ќе бидеме. А за централната, има други, има пратеници, имате таму ваши представници, кажете му ги проблемите. Ако имате проблем вие како наставник да ја извршите вашата работа, вашата просветна дејност, објаснете зошто имате, како имате, одбијајте да ја работите и тоа имате по закон право. Благодарам. Повелете контрареплика. Почитуван колега, дали вашето дете има учебник по биологија? Дали вашето дете има учебник по географија? Па се работи за децата наши овде. Нема, не се соодветни. Учат од тетрадка. Од учебник, да. Од учебник. Да. Ајде, Добро. Значи, зборуваме за образование каде што учат нашите деца. Немаат соодветен материјал. 1/3 грешки, ако имало, ќе сме го сменели учебникот. Па весела математика, весела географија во учебниците. И сега дали имало шајка за којено во училиште? Па не. Па да, дека потрошката од министерство е 10.000 денари за училиште за фасада. Па за тоа нема. Тотален хаос направевте во образованието и сега овдека ќе критикувате. Повелете реплика, господин Китановски. Почитуван колега советник, не малку, 0 инвестиции имате претходната година во образованието. 0. А да зборуваме за подршка од централна власт, вие сте советник еве 18 месеци, видете го износот на блок дотации кои што го одделува централната власт за основно и средно образование, колку е претходната година. Највисок. Не е само заплати. Нека ви кажа председател се на комисија за финансирање како само заплати. Како само заплати? Ве молам. Не е само заплати.
Не е само заплати. Колешка Ве Стериовска, молам. председателка сте на комисија за финансирање, треба тоа да го знаете. Инаку директорите и за нивното менаџирање и за нивната способност, посебно директорите на средните училишта, кажав пример во претходната дискусија. Една екскурзија на децата од 3-та година не може да му спроведе. Оти се сака нешто да го заобикола правилник, оваму, таму, така че остана дечината, нема никаде да шепне. Тоа е проблем. А во дело на капитални инвестиции, сакате да ви спомнам, од централна власт, колку има, што е направено во изминатиот период. Имаме колегата Николовски, преку 1.000.000 евра работи во објект, во институција, каде што инвестира, комплетно ново училиште е гимназијата, од покрив, фасада, затоплување, котлара, 1.000.000 евра инвестирано во тоа училиште. Во Ѓорче Петров, исто. Видете како изгледа училиштето. Хемиско училиште, Орде Чопела. Сакате сега, еве ќе ви наведам и некои други инвестиции кои се направени во изминатиот период, па да видите како се работи. Не, од локалната власт. Како локална власт. Бидејќи помина третина од мандатот, видовме вие колку сработивте. Еве што е направено. Санитарни јазли во основно училиште Кочо Рацин, 904.000 денари. Санитарни јазли во Основно училиште Кузман Јосифовски Питу, прв спрат, 170.000. Санитарни јазли во Ристе Скиричко, 1.500.000. Ова е со средства од основниот буџет. Во Основно училиште Добре Јовановски, санитарни јазли за вработените, 500.000. Санитарни јазли во Основно училиште Гоце Делчев, тоа се нивните претходници, 2.981.908 денари. Во Кирил и Методика Натларци, исто. За целокупната реконструкција на Мирче Ацев дискутирав претходно за гимназијата. Почитуван колега Игор, во вашето училиште каде што работите, знаете, 400.000 денари е инвестицијата за внатрешните врати со звучна изолација. Точно е тоа или не е? Од претходниот директор е направено. Така, во Добре Јовановски, внатрешните врати, 2.300.000 денари. Ристе Скиричко, котларата 500.000 денари. Климент Охридски, промена на кровна, да не ги читам. Кире Гавриловски, училишната спортска сала, 15 милиони денари. Вкупните инвестиции се околу 107 милиони и 109.338 денари. За третина од мандат, ништо нема. Далеку сте ви од овие проекти. Ви благодарам. Повелете контрареплика. Почитуван колега Китановски, сами се демантирате, прече кажавте 20 милиони, сега викате 0. И на крајот на седницава, не знам до која бројка ќе стасаме. Инаку, вратите се во моето училиште, вратите се реновирани сега од сегашниот директор, значи не од претходната директорка. И исто така, ова година 20 милиони евра и можам некои од проектите да ви кажам. Добре Јовановски 1.200.000 денари, партерно уредување 520.000, смарт табли, Кире Гавриловски 1.100.000 денари, Кочо Рацин 2.5 милиони, промена на подови, 1 милион денари санација на санитарни јазли и така натаму. И ова локална власт ќе продолжи да се грижи за образованието, почитуван колега, а нема, како вие претходно, да остави хаос и безредие во образованието. Благодарам. Ви благодарам. Последна седница, да закажете председателя. Че искористам и јас право на збор, инспириран сум. За саботажите да се... Добро, почитувани колеги. Па не е баш сериозно за, како да кажем, вашава дебата искрено излегува од рамките на моево, не знам, размислување, ајде, да кажем. Си направив немуавет за тема на која што и
предходна седница реагирав и секогаш дури сум вака, дури имам право да си го кажам своето мислење, ќе го кажам. Јавни комунални предпријатија кои што треба да подобрувам услуги на граѓаните, поминаа така, никој немаше дебата, сега ги отворив на училиштата. Онаму кај што сме сите слаби на некој начин. Зборуваме за коректност. Кај беше коректноста, ко секој ден имаше по 10 дојави за бомби? Ја немаше. Зборуваме за промена. 2017 година не е пред 154 години, туку пред само 5 години. И колегиве овде има и поискусни, знаеа како беше во 2017 година, каде што со декрет викани директорите предходни, праено притисок и направена промена во еден ден. Или така дојде то, природно си дојде во еден ден сите да си замина. Рековте сака, добивме гласови и добивме навистина дека ќе направиме промени и направивме промени. Како што милувате да кажете, 18 месеци после смената на власта, уште зборуваме за директори од некоја предходна администрација овде во локална самоуправа. Да, ама ако не било така, ќе беа сменети на 27 октомври сите. Јарнама се оставило простор. И онаму кај што сметале органите на управување на училиштата или училишните одбори, се направило промената. И некаде порано, некаде подоцна. И во самото ваше владење во претходниот мандат се правеа промени. Некој смета дека се многу честни, некој смета дека се помалку честни. Си има институции кои што треба да определат, односно да одлучат по поднесени представки, дали тоа е така или не е така. Друга работа. Вложување во образованието. Па не знам, последното училиште, 85-та, ако не се лажам, во Прилеп е направено, Блаже Конески. Од 85-та до 2015-та се точно, не знам колку години, поправите ме, не знам математика. И во 2015-та, конечно, општина Прилеп одлучи да направи ново училиште. Дојде до некоја форма и одеднаш училиштево заврши таму кај што заврши. И сега, во постапка, ќе водиме процеси, оти ние сме мислеле добро за нашите деца. Како бе ние мислевме добро за нашите деца? Не се гревот оние деца од населбите Сточен Пазар и Жабино Мало секој ден да ги тегна со автобуси, а му направивме во нивната населба училиште. И за тоа никој не се затре. Само тоа го заборавме. Зошто? Зошто? Тие пари од кого беа? Централната власт инвестира и директорката го направи. Која јавна директорка направила во училиштето нешто? Тие пари од кај се? Од кого се тие пари? Директорката од дома ги донесе? Или министеро, премиеро ги даде од джеп на направите училиште? Тие наши пари се, луѓе. И за поздравување. Гимназијата не било 80 години. За срамота сме. За резил. 85-та, 2015-та. И ние работиме во интерес на младите. На кои млади работиме во интерес? Што му направивме подобри услови на младите во последниве 30 години, да си кажеме отворено. И мислам дека конечно треба овде како состав првин да почнеме да излезиме од рамките на тоа што не треба политиката да се меша. Менаџмент е еден човек. И структурата во образованието си има таму луѓе со континуитет кои што работат. И е за пофалба секој што работил, што сработа. Сега последно следам тоа излегува прво место, второ место, трето место, не знам. Нашите деца се паметни. Прилеп бил расадник на таленти. И ние што си правиме муавет овде, се докажуваме кој колку пари инвестирал. За гревата се деца. Учебници. Во 21 век да нема учебници. Не е важно кој е власт. Апсолутно не важно е. Кој бил менаџер на училиштето. Голема работа. Еден од избраните, тој од еднаквите. До вчера седел во клупата, сега го клале таму да си отраска глад. Јарно треба да му дајме поддршка на сите и се сложувам за тоа. Не се согласувам. Знаете добро уредувачката политика, па како се однесува со една друга структура. И не е тоа нарачано. И никогаш нема да биде. Сега зборувам една друга улога, што имам, што не е овде за кажување. Никогаш нема да дозволам тоа да се случи. Оти таа жена паче се врати во образование. Била менаџер, успешен, ќе суда генерациите што следа. Ама ако ќе се врати во образование, таа паче го учи моето дете. И ние директно не треба да ги напајџаме тие луѓе. Да, едно шанса. Или го бидува, или не го бидува. По односно на дали се прекршени законите. Ако беа прекршени законите досега, не ингеренци
Вратаначе беше заклучено онде пред општинава. Оти знаеме добро политичките констелации какви си, каква е интервенцијата од централата према локалната самоуправа. И ние овде како состав треба да се бориме таа децентрализација да си ја добијаме што ни е заслужена, а не да се кочи било кој да е власт. Оти се кочи години на назад. Зошто? За да има злоупотреба. Тоа што е со закон уредено треба да се почитува законите, а не како дојди примени си го законот да ти одговара према интересот во двор. Тоа не е во ред. И стварно ми е жал што зборуваме за децата се. Стварно, навистина, како човек се ја зборувам. Навистина е жално да се докажуваме сега, ние собираме овде пред ова камерчево, поени, кој колку направил. Не, ништо не направивме. Треба да направиме. И уште пајче. И паче повторно. Срамота е да зборуваме за санитарни јазди, дека некој направил или не направил во 21. век. Дека има или нема учебници. Навистина срамота. И треба сите да имаме и да бидиме по, како да речем, не знам, почувствителни на ова прашање. И да гледаме сите ние сме овде чинители некакви. Треба да отргнеме ова прашање од политикава. А се појче го злоупотребуваме. И нек ни реагира, да, таа темата е, имаме теми. Вчера, камо реакција денеска дека некој си извесен настани од Прилеп. Зошто никој не изреагира дека не е од Прилеп? Ама мене ме боли оти ми го црна градо. И оти па денеска на сите портали на Црна хроника прв Прилеп. Зошто? Имало во образование тоа, нек не имало друго. Што правиме? Си пукаме в колено? И зошто? Треба да се прашаме зошто. Некои теми не се за отварање. На некои теми не се добива политички поени. И затоа и тој впечаток од колега овде што вика и то. Дел од причините се и тие. Да, требаше да дајме поддршка ние. Не е интенданти од не знам од каде да иде овде да не ги решава проблемите. Нити че не ги реша, ни ништо. Му направивме кариера, 3 дена слава имаше. Кај е сега? Нек ни спомнав. Кај е да кажува за тие работи таму што се случува во тој дел од Македонија? А ние не излеговме овде од Прилеп таму да правиме джева и да одиме да снимаме со камерчето. Не е коректно. Некои работи треба да ги заштитиме. Посебно, кај што се деца во прашање. Сите сме за тоа да се сегнати. Директно, индиректно сите. Тие што ги имаме во школска возраст, ептен. И пак викам, треба сите. Имам еден пример и го кажувам стално. Некогаш, во Битола, кој имале некој проблем, сите се качиле в кола и заминале заедно за да го реша проблемот за градоше. Ако Прилеп имал сериозна и интелектуална сила и капацитет во 44-45 да направи држава, да ја води цела држава, премиер, председател, министри во влада, директори, ние што правиме сега? Се докажуваме која директорка појче направила. Нити една не може да направи без помош од тоа што треба. Од парите од граѓаните и да биде инвестирано нам кај што треба. Ви благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Бидејќи никој не се јавува за збор, ги молам членовите на Советот да се изјаснат. Кој е за усвојување на одлука за усвојување на годишните сметки на Основното општинско училиште Блаже Коневски Прилеп? Дали е некој против? Воздржани? Констатирам дека со 14 гласови за и 6 гласови воздржан, одлуката е усвоена. Кој е за усвојување на одлука за усвојување на годишните сметки на Основното општинско училиште Гоце Делчев од Прилеп? Дали некој против? Воздржани? Констатирам дека со 14 гласови за и 7 гласови воздржан, одлуката е усвоена. Кој е за усвојување на одлука за усвојување на годишните сметки на Основното општинско училиште Добре Ивановски од Прилеп? Дали некој против? Воздржани? Констатирам дека со 14 гласови за, 8 гласови воздржан, одлуката е усвоена. Кој е за усвојување на одлука за усвојување на годишните сметки на Основното општинско училиште Рампо Левката Прилеп за 2022 година? Дали некој против? Воздржани? Констатирам дека со 14 гласови за,
и 8 гласови воздржан, одлуката е усвоена. Кој е за усвојување на одлука за усвојување на годишните сметки на Основното општинско училиште Круме Волнаровски Тополчани за 2022 година? Дали е некој против? Воздржани? Констатирам дека со 14 гласови за и 8 гласови воздржан, одлуката е усвоена. Кој е за усвојување на одлука за усвојување на годишните сметки на Основното општинско училиште Страшо Пинџур Мало Конјар и Прилеп за 2022 година? Дали е некој против? Воздржани? Констатирам дека со 14 гласови за и 8 гласови воздржан, одлуката е усвоена. Кој е за усвојување на одлука за усвојување на годишните сметки на Основното општинско училиште Кирил и Методи Канатларци за 2022 година? Дали е некој против? Воздржани? Констатирам дека со 14 гласови за и 8 гласови воздржан, одлуката е усвоена. Кој е за усвојување на одлука за усвојување на годишната сметка на Средното општинско економско правно трговско училиште Кузман Јосифовски Питу Прилеп за 2022 година? Дали е некој против? Воздржани? Констатирам дека со 14 гласови за и 8 гласови воздржан, одлуката е усвоена. Кој е за усвојување на одлука за усвојување на годишните сметки на Средното општинско училиште Ристе Ристевски Ричко Прилеп за 2022 година? Дали е некој против? Воздржани? Констатирам дека со 14 гласови за и 8 гласови воздржан, одлуката е усвоена. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, констатирам дека седницата е завршена. Ви благодарам за